Само 11 станови додели Министерството за транспорт и врски во социјалната зграда во Струмица. Извисија останатите 12 апликанти кои влегоа во прелиминарната листа. Од ресорната комисија во синокешното известување, освен имињата на лицата кои станале собственици на станови под закуп, имаат само кус информативен дел од донесената одлука. Имено во соопштенијето се вели дека комисијата по извршениот увид во целокупната документација поднесена од страна на лицата, како и увид на лицеместо на местото на живење на 23-цата кандидати, кои се наоѓаат на прелиминарната листа, како и по извршената дополнителна проверка на податоците издадени од надлежните институции, ја утврдиле конечната листа, односно утврдиле дека 11 лица се стекнуваат со право на закуп на социјален стан во стамбена зграда на улицата Ѓорги Василев 44 во Струмица. Револт и неверување кај 12 апликанти кои ја изгубија надежта дека ќе влезат наскоро во собствените домови. Нашата екипа стапи во контакт со лицата, но револтирани велат дека нема што да кажат пред камера. Бараат образложение за одлуката на комисијата. Велат дека надежта им е срушена, а голготата за собствен стан продолжува и понатаму. Во социјалната зграда има вкупно 37 слободни стамбени единици. Сега кога комисијата одлучи да додели само 11 од нив, остануваат 26 на располагање. Но од Министерството за транспорт и врски немаат ниту конкретно објаснување кога овие станови ќе се распределат и ќе ги добијат новите собственици. Зградата чека речиси 4 години станари. Неофицијално дознаваме дека веќе се појавиле и првите дефекти во истата од неодржување. 4 стана добија корисници на социјална помош. 2 стана отидоа кај самоухрани мајки, 4 лица со попреченост и 1 лице кое до својата 80-та година било згрижено во институција.